Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие го слушате првиот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Оваа книга ја подготвиле Фахрија Авдик и Васим Ахмад по повод прославата на 100-годишнината на светски раширената Ахмадија заедница. Ова е подарок до оние ахмади муслимани кои дури и во ова време се прогонувани и убивани само заради љубовта кон келимеј шехадет. Тие ги поднесуваат овие маки во духот на Билал. Билал, Аллах да биде задоволен со него, бил еден од другарите асхаби на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Иако бил изложен на најлоши облици на мачење поради прифаќањето на исламот, тој бил подготвен попрво да умре, отколку да се одрекне од своето верување во Божјото единство. Сета благодарност му припаѓа на Аллах, Господарот на сите светови, мир и благослов нека се над неговиот веровесник Мухаммед салаллаху алейхи веселем и на целото негово потомство и асхаби. Предговор. Исламот е возвишена религија. Основата на неговата големина е во тоа што чесниот Куран е очистен од грешки и што неговите учења се потполни и совршени, и во фактот дека основачот на Исламот, чесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, ги практикувал овие учења во најголема мера. Тој така станал совршен и жив пример на она што го подучувал. Длабоката и нераскинлива врска помеѓу неговата пракса и неговото учење оставила неизбришлив печаток на неговите другари. После неговата смрт, неговата сопруга Хазрети Ајша била прашана за животот на чесниот пратеник Мухаммед салаллаху алейхи веселем, а нејзиниот одговор бил: неговиот живот беше Куранот. Немало никакви противречности помеѓу неговите зборови и неговата објава. Неговата објава била чиста, без и најмало влијание од неговите лични желби. Чесниот Куран го сведочи следново за него. Тој не зборува по своја волја, тој е само објава што му се објавува. Тогаш не е чудно што тој во чесниот Куран е представен како совршен пример за целото човештво и за сите времиња. Семокниот Аллах во чесниот Куран вели: навистина во пратеникот имате убав пример. Изборот од ајети од чесниот Куран, кои се однесуваат на некои важни области на човековиот интерес, веќе е објавен. Овде е представен краток избор на хадисите, тоест преданијата во поглед на животот, постапките и изреките на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Проучувањето на овие хадици овозможува кратко представување на секојдневниот живот на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, како и на неговите молитви, високите морални стандарди и стилот, начинот на проповедање. Иако за некои хадиси е изнесено дека биле напишани за време на животот на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, поголемиот број од нив бил напишан од прилика 200 години после неговата смрт. Наспроти фактот дека повеќето хадиси биле собрани после толку долг период, тие и понатаму можат да се сметаат како веродостојни од следниот аспект. Бидејќи зборовите на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем биле многу почитувани, сето она што го рекол било веднаш запаметено и потоа повторувано, соопштувано, и за тоа се зборувало меѓусебно безброј пати. Друга важна причина е што неговите зборови биле третирани со голема верска посветеност. Било какво вметнување или најмало отстапување од неговите оригинални зборови било сметано за грев за кој личноста му била одговорна на Бог. Личната опомена на честниот пратеник салаллаху алейхи веселем е:
Джехеннемот ќе биде живеалиште на оној кој ми го припишува она што не сум го рекол. Трето, кога луѓето зборувале некои работи за него или пренесувале од него на други, за оној што ја прима пораката било обичај не само да ја запамети, туку и да ги запамети и името и деталите на личноста која му ја пренела, така што ако неговиот збор бил испитуван, тој можел да го наведе и изворот. Четврта важна причина е тоа што арапите биле популарни заради своето извонредно памтење, дури и пред доаѓањето на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Не било ретко помеѓу нив да се најдат луѓе кои памтеле по 100.000 стихови од арапските поети, па дури и повеќе. Покрај тоа, популарен обичај бил да се памтат семејните лози. После доаѓањето на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем, духовниот стандард на неговите следбеници бил подигнат до многу висок степен и навиката да се преувеличуваат работите била мощно осудувана. Освен тоа, во чесниот Куран не се дава важност само на вистината, туку и на проверувањето на изјавите. Како резултат на овие причини, на хадисите на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем им се придавало особено значење, непознато за другите збирки со историски материјали. Во процесот на собирањето на овие хадиси, муслиманските зналци работеле толку прецизно и толку внимание и било посветено на точноста што ниту една збирка со било кои други историски податоци не може да се спореди со составувањето на хадисите на чесниот пратеник салаллаху алейхи веселем. Секоја врска со ланецот на раскажувачите на одреден хадис е специфицирана во главните делови на хадисите. Дури и проучувањето на карактерот на раскажувачите и нивната веродостојност станала посебна тема на истражување. Како резултат на тоа, настанала нова форма на знаење во поглед на анализата на хадисите, и тоа за прв пат во човековата историја. За корист на оние читатели кои многу малку знаат за исламот, мораме овде да споменеме дека се напишани многу книги, хадиси, но од нив, според муслиманските зналци, само 6 се сметаат за најважни. Тие се познати како Сихаи Ситах, веродостојни, 6 автентични книги. Повеќето хадиси представени во оваа збирка се земени од овие 6 книги. Следи кратко представување на овие книги и на зналците кои ги составиле. Сахих Бухари, оваа книга се смета за најавтентична после чесниот Куран. Нејзиниот составувач е Мухамед Исмаил од Бухара, општо познат како Имам Бухари, роден 194, а умрел 256 година по хиџра. Сахих Муслим, на второ место по важност се смета Сахих Муслим. Оваа книга ја составил Муслим бин Ал-Хаджач, кој бил од Нешапур во Коросан, роден 202 година, а умрел 261 година по хиџра. Џами ат Тирмизи, трета поред е Џами ат Тирмизи, составувач е Имам Мухамед бин Иса од Тирмиз, роден 209 година, а умрел 279 година по хиџра. Сунан Абу Дауд. Следна е Сунан Абу Дауд, составена од Сулейман бин Ал-Ашас, познат како Абу Дауд, роден 202 година, а умрел 275 година по хиџра. Сунан Ибн Маџа. На пето место по важност се смета Сунан Ибн Маџа. Таа била составена од Мухамед бин Маџа, кој бил од познатиот град Кизвин во Ирак, роден 209 година, а умрел 275 година по хиџра. Сунан Нисаи, шеста книга е Нисаи. Таа била составена од Ахмад бин Шуаиб, познат како Нисаи, според градот Ниса во Корасан,
роден 215 година, а умрел 306 година по хиджра. Мувата Имам Малик, покрај Сиха и Ситах, 6 автентични книги. Тука е уште една многу важна збирка хадиси, позната како Мувата Имам Малик. Составувачот Малик бин Анс, општо познат како Имам Малик. Оваа книга не е вклучена помеѓу Сиха и Ситах, затоа што пред се смета дека е правничка книга и повеќето од овие објаснувања на хадисите се наведени во дискусии за правните проблеми. Веродостојноста на раскажувањето на хадисите на Мувата Имам Малик е оправдана со фактот дека сите се вклучени во Сахих Бухари и Сахих Муслим. Статусот на Имам Малик меѓу составувачите на хадисите е толку висок што тој е познат како Имам Мухадисин, водач на составувачите, и сите тие сведочат за неговата возвишена позиција. Намери и постапки. Ни зборуваше Ел Хумейди, а не му Суфијан. На него Јахја ибн Сеид Ел Енсари, како Мухамед ибн Ибрахим ет Тейми, го известил дека слушнал од Алкам ибн Векаса Ел Лесија, како вели дека слушнал од мимберот од Омер ибн Ел Хатаба разијалаху анху, како вели: го слушнав Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем, како вели: делата се ценат според намерите и на секој човек му припаѓа она што го намерувал. Чија хиджра ќе биде заради Аллах и неговиот пратеник, таа хиджра ќе биде за Аллах и за неговиот пратеник. А чија хиджра ќе биде барање на световни работи или женидба со жена, таа хиджра е за оној кој ја правил хиджрата. Се пренесува од Хазрети Абдуллах ибн Амра ибн Ел Аса разијалаху анху, а тој пренесува од пејгамберот салаллаху алейхи веселем. Муслиман е оној од чиј јазик и рака муслиманите се сигурни, а мухаджир е оној што го остава она што Аллах го забранил. Абдула ибн Омер зборуваше како пејгамберот од мимберот го проучил следниот ајет: небесата ќе бидат смотани од неговата десна рака, слава му и возвишен е он, над она што тие му го придружуваат. Божиот пратеник салаллаху алейхи веселем рекол: Аллах вели: јас сум силниот, јас сум великиот, јас сум господарот, јас сум возвишениот, оној кој зборува за својата слава. И вели: пратеникот повторуваше се додека мимберот не почна да се тресе, па помисливме дека ќе падне од него. Од Ебу Хуреира разијалаху анху се пренесува дека пратеникот салаллаху алейхи веселем рекол: два збора на милостивиот му се драги, на јазикот лесни, на вага мизанот тешки. Субханаллахи ве бихамдихи, субханаллахи азим. Славен нека е Аллах и фален и славен нека е Аллах возвишениот. Се пренесува дека Хазрети Хаман бин Мунебих разијалаху анху рекол дека му кажувал Хазрети Ебу Хуреира разијалаху анху, а му пренел од Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем, дека возвишениот Аллах вели: мој роб излажа за мене, а тоа не му доликуваше, ме опцу, а на тоа немаше право. Неговото одбивање од мене е кога вели дека јас не сум моќен него повторно да го создадам, кога веќе еднаш сум го создал. Што се однесува до неговата пцовка, тоа е кога тој вели како Аллах земал син, а јас сум независен, не сум раѓал, не сум роден и никој не ми е рамен. Хазрети Џабир разијалаху анху рекол дека слушнал како Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи веселем вели: најдобар зикир е ла илахе илаллах, нема друг Бог освен Аллах, а најдобра дова е елхамдулилах, фала му на Аллах. Хазрети Ебу Муса ел Ешари разијалаху анху
пренесува дека пејкамберот рекол: примерот со оној кој го спомнува својот Господар и оној кој не го спомнува е како примерот со жив и мртов човек. Хадисот пренесува од Муслим, збирка хадиси, дека веровесникот салаллаху алейхи веселем рекол: куќата во која Аллах се споменува и куќата во која Аллах не се споменува се како жив и мртов. Хазрети Ебу Муса разијаллаху анху вели: со пратеникот салаллаху алейхи веселем бевме на едно патување. Луѓето почнаа да довикуваат текбир, Аллаху екбер, Аллах е најголем, а веровесникот рече: луѓе, соземете се, не довикувате ни глув, ниту некој што го нема. Вие го довикувате оној што слуша се и што е близу, и он е со вас. Хазрети Ебу Хурейра разијаллаху анху од пратеникот салаллаху алейхи веселем го пренесува следново: некои возвишени Аллахови мелеки кои се движат бараат места кај што се прави зикр, и кога ќе најдат собир кај што се прави зикр, седнуваат со тие луѓе. Тие еден друг се покриваат со крилјата, се додека на тој начин не го исполнат просторот помеѓу земјата и небото. Ова е една метафора која ја представува бескрајната Божја милост. Немојте да ја сваќате буквално. Кога луѓето ќе се разидат, мелеките се воздигнуваат на небото, а Севишниот Аллах ги прашува, знаејќи најдобро кај биле: од каде доаѓате? Доаѓаме од твоите робови на земјата, велат тие. Тие те величаат, слават, ти го вознесуваат името, те фалат и бараат од тебе. А што ми бараат? Ги прашува тој, а тие на тоа одговараат: го бараат твојот џеннет. Дали го виделе мојот џеннет? Не, Господару. Што би било кога би го виделе мојот џеннет? Праша Аллах, а тие одговорија: би ја барале твојата заштита. А заради што би ја барале? Заради твојот оган, Господару. А го виделе ли мојот оган? Не, Господару. Што би било кога би го виделе мојот оган? Тие велат: би барале да им ги простиш гревовите. А тој вели: веќе им ги простив, им го дадов она што го бараа, ги заштитив од она од кое бараа заштита. Мелеките тогаш велат: Господару, помеѓу нив е тој и тој, грешен роб. Поминуваше па седна со нив. И нему му простив, ке рече тој. Тие се собор со кој нема да биде несреќен оној што седи со нив. Денес го завршивме првиот дел од книгата Избрани хадиси на чесниот пратеник на Исламот салаллаху алейхи веселем. Еселаму алейкум.